Во студиото со вас, Маријан Николовски. Попладнени вести во 16 денеска гледаме. Европарламентот утре ќе го гласа извештајот за напредокот на Македонија. Известувачот Томас Вајц не сака пред време да коментира каква било состојба. Кризата на Блискиот Исток ќе продолжи да влијае врз цената на горивата. Од полноќ нови поскапувања. Синдикатот контра Алиу. Докторите не сакаат да паркираат надвор од клинички. Дом ја напушти коалицијата на СДСМ. Клучниот ирански нуклеарен објект повторно цел на напади, ракетиран од израелските сили. Утре евакуација на 4 македонски државјани. Во овие вести за најавите за топлотниот бран што оваа недела ќе ја зафати Македонија за препораките на лекарите. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Европскиот парламент утре ќе го гласа извештајот за напредокот на Македонија. Дали тој ќе биде во верзијата на известувачот Томас Вајц или ќе притрапи измени, за сега останува нејасно. Тој не сака да коментира ништо пред утрешното гласање. Македонската страна се надева на успех, бугарската дипломатија продолжува со притисокот. Или извештајот за Македонија утре ќе биде изгласан со формулацијата што го признава посебниот македонски јазик и идентитет, што е во полза на земјава, или повторно ќе биде одложен. Тоа се двете опции за утрешната седница во Европскиот парламент, каде ќе има втор обид да се изгласи извештајот за напредокот на земјава. Според дел од аналитичарите, Македонија има поддршка од Брисел да се изгласи извештајот, а единствено што би можело да го попречи гласањето е уште некое минимално одложување, но најверојатното сценарио е дека извештајот утре ќе помине, што би значило дипломатска победа за Македонија. Но според аналитичарот Петар Арсовски, гласањето на ваквите годишни извештаи за напредокот на Македонија не треба да се политизира и во иднина. Најверојатното сценарио е дека утре ќе се изгласа извештај. Не е спорно дека тоа би била еден вид дипломатска победа за Македонија. Прашање е дали ќе се претвори во пирова победа од неколку причини. Првата е што ние од еден технички инструмент, како што е извештајот, кој во основа го рангира напредокот на Македонија по клучните критериуми, дали ќе го направиме ова политички инструмент и дали секое наредно гласање на извештајот ќе имаме истиве политички перипетии. Известувачот за Македонија пак Томас Вајц во телефонски разговор со Сител не сака да открива детали или очекувања пред утрешното гласање на извештајот. Тој за Сител вели дека не е добро пред време да се коментираат состојбите, но не открива дали извештајот претрпел некакви промени или бугарските европратиници вршеле некакви притисоци. Вели утре работите би требало да станат појасни и најави пресконференција по утрешната седница на Европскиот парламент, која и да е одлуката. Аналитичарите пак оценуваат дека дури ако извештајот биде усвоен со формулации што се во интерес на Македонија, не се очекува посериозна дипломатска реакција од Бугарија. Јас не очекувам, имајќи предвид дека извештајот за напредокот на Македонија не го дефинира односот на Европската унија кон нашиот идентитет, не очекувам дека дури ако се изгласа по наш терк, условно речено, дека ќе има некоја сериозна контрадипломатска офанзива од Бугарија, бидејќи тој не е меродавен документ за односот кон јазикот и кон идентитетот. Извештајот првично требаше да се изгласа на 4 јуни, но по барање на Вајц беше одложен поради притисоци од бугарски европратиници, кои се против децидното споменување на македонскиот јазик и идентитет. Според дневниот ред на Европскиот парламент, Комитетот за надворешни работи утре во 9 часот ќе почне со работа, а извештајот за Македонија е прва точка. Бугарските европратиници поднеле амандмани, а некои дури бараат извештајот да не се разгледува. Премиерот Мицкоски изјави дека очекува извештајот да биде усвоен и да се испрати јасна и силна порака за македонскиот јазик и идентитет. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Кризата на Блискиот Исток ќе продолжи да влијае врз цената на горивата. Од полноќ нови поскапувања. Синдикатот контра Алиу. Докторите не сакаат да паркираат надвор од клинички. Од ноќеска на полноќ ново поскапување на цената на горивата, состојбите на Блискиот Исток продолжуваат да влијаат врз растот на цената на нафтените деривати. Проценките се дека тие ќе продолжат да растат и во иднина. Какви механизми има владата на располагање? Нов скок на цената на нафтата на светските берзи, ново поскапување на горивата и кај нас. Нападите на САД кон иранските нуклеарни постројки викендов ја вивнаа цената на нафтата, која достигна највисоко ниво од почетокот на годината. Стравот и неизвестноста околу снабдувањето со нафта предизвикува паника кај аналитичарите,
кои прогнозираат дека Брент нафтата ќе достигне од 100 до 120 долари за барел. That price will rise with geopolitical tensions. I think if there was no such spark of U.S. Involvement in the Iran attacks, the flat price would have likely been quite low in the 60s, even the low 70s maybe. But with this attack, everything how changed. Од полноќе кај нас ќе се точат поскапи горива. Цената на бензините се зголемува за 1,5 денар, додека на дизелот за денар. Ова е четврто поскапување на дизелот за една недела, чија цена скокна за 7 денари. Ако растот продолжи, ќе се намали акцизата, за да се амортизира ударот од нови поскапувања. Постои системско решение во законот за акцизи, согласно кое, како се зголемуваат цените на нафтените деривати, така се намалува акцизата. Така да ако цената на дизелот, ако акцизата на дизелот во моментов е 15,5 денари, доколку во двонеделен период просечната цена на дизелот е помеѓу 800 и 1000 долари, во тој случај акцизата се намалува за 1 денар. Доколку цената на дизелот во 2 недели е помеѓу 1000 и 1200 долари, тогаш акцизата се намалува за 2 денари, и доколку е над 1200 денари, акцизата се намалува за 4 денари. Со порастот на цената на нафтените деривати расте и на гасот, кој директно влијае врз цената на електричната енергија. Веќе од петокот е над 41 евро за мегават час и сето тоа се одразува и на зголемувањето на цената на електричната енергија, особено на фјучерсите на европските берзи. Тамо некаде имаме 8 до 10% зголемување за фјучерсите за третиот и четвртиот квартал оваа година. За сега цената на лебото станува иста. Од мелничко-пекарската индустрија велат дека имаат доволно залихи за следниве 2 недели. Потоа, ако растот на цената продолжи, ќе прават пресметки, но не се исклучени поскапувања. Од владата го повторија ставот дека дневно ја следат состојбата и доколку растот продолжи, соодветно ќе реагираат за да го заштитат стандардот на граѓаните и на стопанството. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Синдикатот на клиничкиот центар контра министерот за здравство не прифаќа вработените да се паркираат надвор од клиничи. Ваквата одлука на министерот според нив ќе значи компликации од доцнење кон работните обврски. Сообраќајниот хаос на клиниките е проблем кој се влече со години и досега и покрај ветувањата ниеден министер не нашол соодветно решение. Синдикатот на клинички против предлог решението на Азир Алиу. 300 здравствени работници да паркираат надвор од кругот на клиниките. Вела дека никој не побарал нивно мислење, ниту пак биле контактирани вработените. А од друга страна, за синдикалното раководство ова ја игнорира вистинската потреба за конечно, брзо и функционално сообраќајно решение во кампусот Мајка Тереза. Според синдикатот, преместувањето на дел од паркингот на оддалечена локација ќе значи и доцнење и нарушување на работниот процес. Ние вчера бевме затекнати од изјавата, вчера имавме многу телефонски јавувања од вработените, кои беа револтирани и со право се револтирани. Ова е парцијално, нецелисконно решение, посебно сега во летниве месеци се знае дека нема гужва, пошто луѓето одат по одмори. Овој период од сегашниот до негде почеток на септември пожелно е да се искористи во по соодветно барање и решение на проблемот. Од синдикатот велат дека се против јавно-приватно партнерство. И за нив прифатливо е за сообраќајното решение да биде задолжена установата заеднички служби. Или градски паркинг, или заеднички служби кои се дел од клиничкиот центар, кои тие треба да го управуваат и да го регулираат сообраќајот во клиничкиот центар, се изоставени, тонат во долгови, 2 месеци немаат земено плата, луѓето немаат подпишано ни последните 2 колективни договори. Министерот Алиу како краткорочна мерка го најави пренасочувањето на вработени од клиниките да паркираат на приватен паркинг, за да бидат ослободени 300 места за граѓани. Долгорочна идеја се уште немаат, бидејќи тоа ќе зависело од иднината на клиничкиот центар. Сообраќајниот хаос на клиниките е проблем кој се влече со години
И до сега и покрај ветувањата ниеден министер не нашол соодветно решение. Сања Димитровска, Сител телевизија. СДСМ обвинува за блокада на законот за Кочани. Клучниот ирански нуклеарен објект повторно цел на напади, ракетиран од израелските сили. Утре евакуација на 4 македонски државјани. Претеничката група на СДСМ обвинува дека власта не е деловнички во собранието спречува носење на закон за помош на настраданите од пожарот во Кочани. Оттаму велат дека неосновано била прекината работата на Комисијата за социјална политика, која требало да се расправа токму за оваа точка од дневниот ред. Претходно од опозицијата обвинија дека и водачката ВМРО-ДПМНЕ намерно ова законско решение го става како последна 12-та точка. Она што е врвен приоритет, а тоа е помош која што треба да ја добијат семејствата на загинатите и оние членови на нивните семејства и на лицата кои што се повредени, над 250 во моментот во Кочани, со предложеното законско решение да биде прекината седницата и да не се продолжи. Мислам дека ВМРО-ДПМНЕ на секој начин ја отежнува и така тешката ситуација и на Кочани, и на оние кои што настрадаа во несреќата и на нивните семејства, и воопшто не ни е јасно како и зошто пробуваат со едни вакви акробации на деловнички кршења и така натаму, воопшто да не дојде на дневен ред оваа точка на комисија. Локалните избори ќе бидат тест за односите меѓу албанските коалициски блока. Битката ќе биде за неколку општини од кои ќе зависи и днината на коалициите. Менди Кјура, председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија, неверојатно ќе биде независен кандидат за градоначалник во Струга, но поддржан од владеачкиот албански партнер Вреди. Официјално во Вреди името не го споменуваат, но потврдуваат дека за оваа општина ќе поддржат независен кандидат. Кјура е второ сигурно име во оваа коалиција за локалните избори, понана Касами кој ќе трча за нов мандат во Тетово. Во игра се уште и министерот за социјална политика Лимани како кандидат на Вреди за Кичево. Сите други имиња со кои Вреди ќе влезе во локалната трка се неизвестни, вклучително името на Висар Ганију за Чаир, кој досега се сметаше за прилично сигурен кандидат за оваа скопска општина. Уште вршиме анкети, некои анкети се договараме, но немаме уште имиња. Верувам во Струга ќе имаме наскоро кандидат, но не како влен, но веруваме дека ќе поддржиме кандидат, независен кандидат во Струга. Анкети, анализи и соработка се уште се прават и во опозицијскиот фронт на ДУИ, иако Ахмети и Таравари најавуваа можна соработка уште пред неколку месеци. Договор се уште не е постигнат, но тоа не ги обесхрабрува интегративците, напротив велат фронтот ќе се проширува бидејќи владата водела антиалбанска политика. Толку се сигурни во победа, па бараат и предвремени избори. И ќе имаме таква една широка коалиција со поединци, со политички партии, со невладиниот сектор, со сите кои мислат дека ова влада носи антиалбански одлуки и која во континуитет секојдневно ги деградира правата на албанците и на другите етнички заедници. Ние повикуваме и на предвремени парламентарни избори, ние сме сигурни на нашата база. Ние секој ден живееме заедно со албанците и со другите етнички заедници и сме многу сигурни во тоа. Тие што се плашат од избори, тие што се поданици и се избрани од премиерот, има една поговорка, јазикот нема коска, ќе најдат разни изговори. Бујрум на избори. Од Вреди ги отфрлаат обвинувањето за антиалбанство, а барањето за предвремени избори го сметаат како безидејност на ДУИ. Влен го представува целосниот легитимитет на албанскиот народ, нешто што силно и јасно го доживеавме на последните парламентарни избори со 107.000 гласови што ги имавме, а уште појасно ќе го докажеме со апсолутната победа на престојните
локални избори. Ќоко најави дека законот за правична застапеност, кој треба всушност да го замени укинатиот балансер при вработувањата во јавна администрација, утре е на владина седница, а наскоро треба да ги почне и собраниските процедури. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Без расправа поминаа на комисијата законите кои се однесуваат на јавната администрација, што предвидуваат тие кои се дел од реформската агенда и нивниот рок за усвојување е јуни. Без никаква дебата на брза трака, 3 закони од реформската агенда го поминаа првиот собраниски филтер. Само краткото образложение на министерот Минчев беше доволно пратениците да дадат поддршка за предлог законите за вработените во јавниот сектор, за административни службеници и за стручно усовршување и обука на административните службеници кои се ставени со европско знаменце. Минчев уверува дека предлог законите се направени транспарентно, со консултација на сите засегнати страни. Според него, овие 3 закони ќе го сменат лицето на администрацијата и јавниот сектор. Што пропишува како главни промени, а тоа е јасна и објективна процедура за вработување, базирана на заслуги и компетенции, а не на врски и на партиски влијанија. Понатаму централизација и дигитализација на сите огласи преку веб страницата на Агенцијата за администрација, што гарантира транспарентност и еднаква можност за сите кандидати. Понатаму строги ограничувања на дискреционите овластувања, со што го прекинуваме партискиот хаос во вработувањата. Полагањето на испитот за административни службеници од сега ќе биде јавен. На веб страницата на агенцијата во живо ќе се пренесува полагањето на кандидатите. Доколку поради технички причини тоа не е возможно, во рок од 2 дена агенцијата ќе мора да објави видео од полагањето. Дополнително, предлог законот предвидува и оценување на службениците. Со оценка од 1 до 5, шефовите ќе ги оценуваат службениците. Доколку службеникот биде оценет со оценка 2, ќе биде пратен на обука и нема да смее да биде унапреден во наредните 2 години. Доколку добие единица, унапредување нема да може да добие во следните 3 години. Доколку пак 2 години поред добие единица, платата ќе му биде намалена за 20% во период од 6 месеци. Минчев вели, конечно се оведува систем за дисциплинска одговорност. Предвидуваме поедноставни и ефикасни процедури за дисциплинска одговорност со цел заштита на угледот на јавната администрација. Ова е посебно важна новина, затоа што досега немавме можност оние кои што не работат хоризонтално да ги спуштаме надоле, но сега ја предвидуваме, ја поедноставуваме таа процедура, што значи повторно се враќаме на правилото. Кој ќе работи, ќе заслужи својата плата. Во предлог законите платата повторно ќе се пресметува според минималната плата наместо според просечната, што беше главно барање на синдикатите. Токму тоа се и најголемите забелешки на синдикатот на УПОС, каде што тврдат дека платите на најголем дел од работниците, особено на оние со најниски примања, и натаму ќе останат исти. Меѓутоа, во нив е предвидено најдобрите службеници и оние кои извршуваат стратешки важна работа да можат да бидат наградени и до 25% од просечната плата во државата. Даниел Василев, Сител телевизија. Дом коалицијски партнер на СДСМ ја напушти оваа коалиција. Од партијата денеска, освен официјалното соопштение, дополнителни детали за овој потек не соопштуваат. Сметаат дека е време за самостоен настап. Од СДСМ пак сметаат дека овој чекор им е погрешен. Дом ја напушта коалицијата со СДСМ. За органите на партијата кои донале ваква одлука, напуштањето е принципилен исчекор кон заштита на интегритетот на Дом. Според соопштението кое го објавија, вела дека потребна им била нова насока на самостојно дејствување. Дом коалициите ги разбира како алатка за остварување на заедничките вредносни цели, но кога тие се губат, доаѓа моментот за нова насока. Ова одлука е донесена со целосна почит кон соработката од минатото, но како политичка партија која се стреми кон инклузивност, доследност и отвореност, Дом верува дека дојде време за нова, самостојна и одлучна насока. Најавуваат формирање на коалиција за зелена иднина, односно отворена платформа за идеи и поддршка на автентични локални кандидати од граѓаните за граѓаните. На следните избори ќе оделе самостојно, без како што велат партнери од традиционалниот политички спектар. Наместо компромиси со политички партнери без визија, Дом ги отвора вратите само за граѓанските сојузници, кои ја споделуваат вредносната мисија за зелена, праведна и инклузивна локална политика. За досегашниот партнер СДСМ, ваквата одлука на Дом ќе се покажала како погрешна.
Секоја партија носи одлуки врз база на сопствени проценки, иако сметаме дека одлуката на Дом ќе се покаже како погрешна за самата партија. По време кога државата се соочува со сериозна криза, економска, еколошка и демократска, сплотеноста на прогресивните сили, особено на локално ниво, каде што се решаваат конкретни прашања од секојдневниот живот на граѓаните, треба да биде приоритет, велат од СДСМ. Од Бихачка Сасител вела дека традиционалната коалиција предводена од СДСМ продолжува со соработка, без да открија детали. Вела дека течеле разговори за потенцијално нови коалициски партнери. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Двете големи коалициски блока на партиите на албанците во Македонија и ДУИ и ВЛЕН дадоа подршка на САД и партнерите во нападите врз Иран со цел спречување ширење на нуклеарното оружје во рацете на авторитарни режими. Од Демократската унија за интеграција преку соопштение се изјаснија дека последните случувања покажуваат дека демократскиот свет не може да стои со скрстени раце пред заканата од нуклеарно вооружен Иран, кој би представувал директна опасност за глобалната безбедност, мирот и регионот и правата на милиони невини граѓани. ДУИ стои цврсто на страната на евроатлантските вредности, спречување на нуклеарни закани, заштита на мирот и зајакнување на меѓународниот систем заставан на правила и одговорност, соопшти од ДУИ. Со слична подршка за САД и коалицијата вреди нашата држава, ВЛЕН ги поддржува напорите на стратешките партнери за заштита на регионалната и глобалната безбедност. Како сериозен политички субјект, дел од владата, сме против ширење и употреба на нуклеарното оружје и нуклеарните закани и во таа насока даваат подршка на силната и одлучна активност и дипломатија на нашите партнери во насока на постигнување на целта. Северна Македонија е посветен партнер на САД, НАТО и Европската унија. Нам ни треба свет во кој безбедноста и диалогот се вредности што никој не смее да ги руши, велат од ВЛЕН. Година влада, исполнете или не исполнете ветувања, за промашените чекори, за позитивните елементи, има ли шанса за евроинтеграциите следните 24 месеци, успешна или неуспешна политика на Мицкоски, тема на денот со Илија Димовски. Првиот екстремно топол бран ова лето почнува оваа недела, температурите ќе надминат и 40 степени. Мирјана Давидовска во овие вести, кои се прогнозите и кои се препораките на лекарите? Да, Маријан, веќе од утре пристигна алерт од Управата за хидрометеоролошки работи дека ќе настапат 40 степени Целзиусови во следните неколку дена. Пристигнува и првиот топлотен бран во нашата држава. Но како што се зголемуваат температурите, можам да кажам дека се зголемува и бројот на интервенции на брзата помош, кој што во само изминативе 2 дена имале над 200 интервенции. Само во текот на денешниот ден имале десетици интервенции и тоа на граѓани кои што колабирале, кои што биле погодени од топлото време, кои што претрпеле последици поради промена на температурите, интервенирали на неколку сообраќајни незгоди кои што исто така биле предизвикани поради зголемен крвен притисок од топлото време. Разговаравме со раководителот на смена во брзата помош за тоа каков вид на интервенции имале во изминативе денови. Граѓаните повеќе барат за промени, варијации на крвниот притисок, кој со низок притисок, кој со висок притисок, зависно како ја земале терапијата. И за жал можам да кажам дека повеќе интервенции што ги имавме се на јавни места, што им се слошило и завршиле со скршеници, кој со скршен колк, кој со рака, кој со нога повредена. Од петокот до денешната смена што ја превземавме ние, имаше вкупно 200 интервенции, а може да претпоставите сигурно двојно повеќе и повици, пошто повеќето се обидуваме и со совет да ги решаваме. Значи од тие 200 интервенции 63 од прв степен на итност, а над 112 од втор степен на итност. Од тие поитните, значи 15 сообраќајни незгоди, што е стварно алармантна бројка за
2 дена, за 3 дена толку сообраќајки. Еве и денеска имавме значи пациент возач што удрил во бандера и најверојатно му се слошило пошто имали висок притисок, сигурно заради променливото време. Имавме и 8 колапси, 7 до 10 пациенти што паднале по улици, дали со тротинет, дали со точак. Значи, стварно и кај нив е зголемен бројот што паѓаат од тротинет. Освен овие бројки и податоци кои ги слушнавме од дежурниот тим на брзата помош, она што е уште поалармантно, Маријан, е дека во главниот град располагаме само со 5 екипи на брзата помош. Со ваква бројка треба да се интервенира и на околу 200 повици кои што ги добиле во изминатите 2 дена, со оглед на тоа дека температурите се качуваат и дека се очекуваат и поголем број на интервенции. Лекарите од брзата помош апелираат наидно до здравствените власти да го зголемат бројот на вработени и како што велат им се потребни оптимално барем 10 вакви екипи во брзата медицинска помош. Во продолжение е изјавата. Скоро 1 милион народ во нашиот град е премногу мала бројка на екипи. Порано сме побарале да бидеме значи од прилика минимум 10 екипи за да може да ги менаџираме сите повици како што треба. И овие 5 екипи што ги имаме значи моментално се формирани со дополнителни смени на колегите што веќе се на работа, што придонесува да бидат физички и психички пореметени, значи исцрпени. Моментално сме со мал капацитет на екипи, потребни ни се најмалку уште 30 тимови, за тие тимови да ги распределиме по групите, да имаме најмалку 10 екипи целата наша служба. Токму поради целата оваа ситуација, лекарите апелираат до граѓаните да бидат внимателни, да ги слушаат нивните препораки, безпотребно да не се јавуваат во брзата помош, но особено оние кои што се хронично болни и ранливата категорија на граѓани да внимаваат и да не излегуваат во периодот од 11 до 17 часот во следните неколку дена кога и се најавува топлотниот бран во Македонија. Секогаш со себе да носат и шише со вода, да внимаваат на облеката на себе која што ќе имаат, но исто така и на терапијата која што им е неопходна за да ја примаат. Препораки пристигна и од Институтот за јавно здравје по најавата за топлотниот бран од УХМР, кој што вела дека топлото време може да влијае на здравјето на општата популација, но испратија препораки и до работодавците за скратено работно време на сите оние ранливи категории на граѓани, на работници, кои што ги наведуваат како градежни работници, земјоделци, доставувачи и сообраќајната полиција, доколку има потреба да им го скратат работното време или пак да работат од дома. Исто така препорачуваат и освен флексибилното работно време да им бидат обезбедени климатизирани услови за работа и сите оние други неопходни препораки кои што важат за сите работодавци, но и за работниците, особено за хронично болните, за возрастните лица, но и за бремените жени. Благодарам Мирина Давидовска со препораките пред топлотниот бран прв ова лето. Мајка и незините 3 деца утре ќе бидат евакуирани од Тел-Авив со авион пренесени до Атина во рамки на организираните летови кои се користат за евакуација на странските државјани од Израел, соопшти Македонското министерство за надворешни работи. Местата се обезбедени преку Израелското министерство за транспорт во рамки на организираните летови кои се користат за евакуација. Согласно ова, како и претходната евакуација реализирана со владиниот авион на 17 јуни, заклучно со 23 јуни, вкупниот број на заинтересирани македонски државјани за евакуација од Израел изнесува 25. Меѓутоа, не сите изразиле подготвеност тоа да го направат веднаш. Се очекуваат следните денови
дополнителен број македонски државјани да добијат можност за евакуација. Воедно апелираме до сите граѓани да се воздржат од патување во земјите од Блискиот Исток, каде што безбедносната состојба е сериозно влошена, стои во соопштението на МНР. Во продолжение за најновите состојби на Блискиот Исток. Фордо, клучната нуклеарна постројка на Иран, повторно мета овој пат на израелски напад. Фордо, кој се наоѓа 80 метри под земја, вчера беше една од трите цели на американската операција